Кога дојде денот, 50-ница, сите беа еднодушни собрани на едно место. Тогаш ненадејно се создаде шум од небото, како кога дува силен ветар. Ја исполни целата куќа во која седеа. Им се појавија јазици како од оган, кои се разделува и се спуштија по еден над секој од нив. И сите се исполнија со Светиот Дух и почна да зборуваат на други јазици, онака како што Духот им даваше да изговарат. А во Јерусалим имаше јудејци, благочестиви луѓе од секој народ под небото. Кога настана тој звук, народот се насобра и се вознемири, бидејќи секој ги слушаше како зборуваат на неговиот јазик. И сите беа восхитени и се чудеа, велејќи си меѓу себе: ете овие што зборуваат, зар не се сите галилејци? Па како тогаш секој од нас го слуша својот мајчин јазик. Партјани, мидици, еламити, жителите од Месопотамија, Јудеја и Кападокија, од Понт и Азија, од Фригија и Памфилија, од Египет и од краиштата на Либија покрај Киријаја, па и посетителите од Рим, јудеи и прозелити, критјани и арапи. Еве слушаме како тие на нашите јазици зборуваат за големите Божји дела. Сите се чудеа и во недоумица си зборуваа еден со друг: што ли значи ова? А други, подсмевајќи се, велеа: овие се напиле со сладко вино. Но тогаш Петар стана со 11-те, го подигна својот глас и им рече: овие јудејци и вие сите што живеете во Јерусалим, знајте го ова и внимателно слушнете ги моите зборови. Овие луѓе не се пијани како што мислите вие. Зашто е третиот час од денот? Но ова е предскажаното преку пророкот Јоил. И ете во последните денови, рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат вашите синови и ќерки, и вашите млади ќе имаат виденија, и вашите старци ќе сонуваат соништа. Па дури и врз моите слуги и слугинки, во тие денови ќе излеам од мојот дух и тие ќе пророкуваат. И ќе покажам чуда горе на небото и знаци долу на земјата: крв, оган и облаци чаат. Сонцето ќе се претвори во темнина, а месечината во крв, пред да настапи великиот и славен ден Господот. И тогаш секој што ќе го повика името Господово,
ќе се спаси. Луѓе израелци, слушнете ги овие зборови. Исус Назарецот, човекот посведочен пред вас од Бога со дела, чудеса и знаци кои, како што и сами знаете, Бог преку него ги направи меѓу вас. Беше предаден според определениот Божји план и предзнаење, а вие го распнавте преку рацете на беззакониците и го убивте. Но Бог го воскресна од мртвите, ослободувајќи го од смртните маки, бидејќи не беше можна смртта да го задржи. Зашто Давид за него вели: секогаш го гледам Господ пред себе? Зашто те над мојата десна страна, за да не се поместам? Затоа се развесели моето срце и се зарадува мојот јазик, па дури и оето тело ќе почива во нагеш. Зашто нема да ја оставиш мојата душа во адот? Ниту пак ќе дозволиш твојот праведник да види распањање. Ти си ми ги покажал патиштата на животот. Ти ќе ме исполниш со веселба преку твоето лице. И бидејќи беше пророк и знаејќи дека Бог му беше ветил со заклетва дека од